Добар ден, почитувани, пред вас се минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Вртоглавиците се многу непријатни за оние што ќе ги искусат. Велат понепријатни дури и од болката и предизвикуваат силен страв. Дали вртоглавиците се болест или пак симптом за некое нарушување? Како да се утврди вистинската причина за вртоглавицата за да може да се спроведе соодветно лекување? Се за вртоглавиците од денешниот разговор со доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија во Аџибадем Систина. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов и благодарам за поканата. Променливото време создава дилеми кај луѓето што да облечат, дали може би зимска, пролетна или летна гардероба, но кај оние кои што страдаат од метеопатија, значи кои што се метеоропати, се создава уште поголема дилема дали ќе можат нормално да функционираат и кога исто така. Некои од луѓето кои што чувствуваат тегоби при промена на временските услови се жалат на стегање во главата, но и вртоглавица. Зошто тоа се јавува? Тоа е точно и тоа се јавува затоа што временските прилики и неприлики, како сакате, односно климатскиот фактор, многу влијае и на појава на симптоми и на појава на разни заболувања. Па така и за вртоглавицата и за многу други. Например, често пати кога времето се затоплува, кога почнуваат летните горештини, слушаме како лекарите им даваат совети на пациентите кои имаат хронични заболувања, например покачен притисок или тегоби со срцето, да не излегуваат непотребно надвор на високи температури, да не го изложуваат телото на покачени температури. Тоа е затоа што времето, односно климатскиот фактор, е фактор за појава или провоцирање на некои заболувања, како што например полот, возраста, годините се ризик за одредени болести, истото и со климата. Така, значи може да се јави и вртоглавица како резултат на промена на временската температура или пак надворишниот притисок кога почува да врне и слично. Да. А дали вртоглавицата е болест или пак е симптом? Вртоглавицата не е болест, вртоглавицата не е диагноза, туку таа е симптом кој што обединува многу диагнози, односно многу заболувања можат како симптом да имаат вртоглавица. Значи, ние зборуваме за симптом и ќе го поврзуваме со одредени заболувања во текот на муабетот, на разговорот соодветно. Така, значи, кога некој ќе дојде кај вас и ќе каже дека има вртоглавица, не може веднаш да се постави диагноза, туку е потребно да се направат низа испитувања. Обично, кои се главните причини за тоа, односно, каде се наоѓа центарот за рамнотежа? Така. Најпрви да ја дефинираме грубо вртоглавицата, односно овој симптом кој што е доста непријатен и често многу ги паничи пациентите, а во најголемиот број од случаи нема потреба за паника. Значи, вртоглавицата представува едно илузорно, непредвидливо чувство дека нашето тело се движи во околината или пак околината се движи во однос на нашето тело. Центарот за рамнотежа се врти околу нас или пациентите го опишуваат како ротација, вртење, рингишпил, немаат лоп од нозе, се лулаат како на брод и слично. А може ли да ги влече нешто само на една страна? Дали тоа вртоглавица? Може, да, и тоа е вртоглавица. Добра ви е забелешката. Често пропратни симптоми на вртоглавица сега ќе користам медицински термини, но ќе ги образложам. Импулсија, тоа значи дека некој ви го турка телото према напред, ви го фрла, или осцилопсија, тоа се ритмички движења напред-назад. И пациентите кои имаат вертиго, вртоглавица ги опишуваат токму нив. Инаку кога се случува, кога настанува вртоглавица? Значи, нашите сетилни органи, окото како сетило за вид, увото како сетило за слух и мускулите, зглобовите, коските, затоа што во нив има сензорни рецептори, ги примаат информациите од околината и ги носат од периферијата и ги носат во центарот за рамнотежа. Во мозокот, тој се наоѓа во малиот мозок и во мозочното стебло. Тоа се два делови на мозокот. Кога е се во ред, ние имаме чувство дека имаме баланс, имаме рамнотежа. Меѓутоа, кога овие информации нема да бидат примени соодветно или ќе бидат процесуирани погрешно ради одредени заболувања, тогаш ние имаме чувство на дисбаланс, односно имаме вертиго или вртоглавица. Така, кога имаме чувство на дисбаланс, дека просторијата се врти околу нас, дека го губиме тлото под нозете или пак дека нешто не влече на страна, дали може да се тоа да биде пропратено со некои дополнителни симптоми?
главоболка, мачнина, повраќање? Може. Вртоглавицата, бидејќи е симптом на други заболувања, често пати од тоа заболување има и други знаци и други симптоми, и токму тие не водат кон правата дијагноза, можеби, затоа што вртоглавицата е доста општ симптом. Најчесто со вртоглавицата се поврзани гадење и повраќање, понатака болка во уво, непријатни звуци во увото, медицински тинитус, зуење, да, познато и во народот. Понатака може да има други симптоми од типот на треска, покачена температура, ако се работи за инфективно заболување, нели тоа беше актуелно претходниот период, стегање во гради, градна болка, главоболката, не знам дали ја спомнав јас, вие спомнавте, многу други симптоми може да одат заедно со вртоглавицата, зависно за која болест зборуваме. Докторке, некога се случува нагло да станеме и да ни се стемни пред очите. Вртоглавица ли е тоа? Не, тоа не е вртоглавица и треба да се направи разлика помеѓу тие два појмови. Значи, вртоглавицата секогаш е поврзана со движење, односно имаме чувство на движење. Додека ова за што вие зборувате, медицински пресинкопална реакција или народски на чувство како кога ќе пред да паднете во несвест, пред да изгубите свест, зашеметеност или омаменост. Тука немате проблем со движењето. Вртоглавицата најчесто се случува кога го движите вратот, кога мрдате главата, додека таа вториот ентитет за кој што зборуваме настанува кога ние од лежечка ќе станеме во седечка или стоечка позиција и тогаш настанува ортостатска хипотензија, притисокот паѓа. Или не знам, ако сме биле дехидрирани, ако не внесуваме течности, тоа не е вртоглавица. Тоа е дифузно, глобално во мозокот, моментално намален доток на кислород на крв. А може ли секогаш да се јавува при движење додека седиме или пак додека стоиме? Се случува ли кај некои луѓе во сон да се јави вртоглавица, односно при заспивањето или кога лежат со затворени очи да имаат чувство дека се врти околу нив? Се случува. Вртоглавица може да се јави било кога, и во спиење, и во движење, и во седење. Секога, најчесто е поврзана со движење на вратот, со промена на положбата на главата, а тој дел што го спомнавте со затворени очи, тоа е еден типичен пример кога ние ги затвораме очите и го исклучуваме сетилото за вид од учеството во нашата рамнотежа и ако подолго време ги затвориме очите, во суштина сите ќе доживееме некоја блага вртоглавица. Значи тоа е нормално? Тоа е нормално, да. И најчесто вртоглавицата е бениген симптом, односно не е често сериозна, како што многу пациенти мислат и се плашат. А има ли вртоглавици, форми на вртоглавици што почесто се јавуваат кај жените, отколку кај мажите, па и обратно? Има, полова зависност, дали има некаква? Има полова зависност. Поголем број од заболувањата, за жал или за среќа на мажите, се почести кај жени, така што и вртоглавицата, ако е составен дел од тоа заболување, ќе биде почеста кај жени. Например, мигрена или слабокрвност, почести се кај жени, па и вртоглавицата, ако ја има во склоп на тие заболувања, ќе биде почеста. Исто така, тука вреди да се спомнат и две, например, физиолошки состојби, нормални состојби, кога има вртоглавица, не зборуваме за болест, се почести кај жените, тоа е периодот на не почести, туку ексклузивитет на жените, тоа е периодот на бременост или менструалниот циклус. Многу пати жените ќе се пожалат на вртоглавица во овие состојби, пак ќе кажам, тоа се физиолошки, нормални, а се ексклузивитет на жената. Така, сега доколку се јави ненадено вртоглавицата, обично кај луѓето предизвикува силно чувство на страв. Кога велите дека вртоглавицата е акутна? Што значи? Колку дена треба да трае или можеби часови, не знам. Колку време? Вртоглавицата, ако се јави нагло, акутно наеднаш, зборуваме за секунди или за минути. Значи, пациентот буквално ќе ви каже дека му се срушило тлото под нозете, дека се врти, дека се му се врти, дека паднал или дека ќе падне не во безсознание, туку на тлото, на земјата, да. И најчесто акутно настанатите вртоглавици се централни, односно по потекло од мозокот. Тие често се симптом на мозочен удар, од крваречки тип или инфаркт.
тоа е акутно, нагло, промптно настанато. Секако, не секоја акутна вртоглавица мозочен удар. Ние лекарите на преглед ќе констатираме и други знаци на мозочен удар и тогаш ќе кажеме да, вашата вртоглавица е во склоп на мозочен удар. Додека вртоглавиците кои што настануваат во рок од неколку недели или месеци со тенденција на прогресивно влошување, тие се најчесто од дефицит на одредени витамини, например витаминот B12 и Е може да одат со вртоглавица во клиничката слика, труења со одредени материи, плејада други заболувања. Има да кажеме и наследни болести каде што има вртоглавица, тие се викаат хередитарни атакси, тоа е медицинскиот термин, и тие, например, нема акутен почеток, тие се хронични, пациентите ги имаат постојано, се провлекуваат во семејства. Така, значи, ако некој има хронична вртоглавица, се навикнува ли да живее со овој проблем? Бидејќи ние споменавме дека се јавува страф обично силен кај пациентите кои што ќе го искусат, кои што ќе искусат вртоглавица. Чувството на вртоглавица е непријатно. Не е толку опасно колку што е непријатно. Предпоставувам дека дел од пациентите се веќе навикнати и го менаџираат тоа. Не знам, користат помагало при одење или секогаш се во близина на некој што може да им помогне или на нешто да се потпрат. Тоа е поретко кога вртоглавицата останува како траен симптом. Најчесто е бенигна, безазлена и лечлива. Што е најважно, дека може да се излекува. Споминавте дека централните вртоглавици потекнуваат од мозокот. Ги споменавте всушност местата кои што се одговорни во мозокот за рамнотежата на човекот. Дали е тука вклучен и вратот како мозочно ткиво? Не. Кога зборуваме за централен нервен систем, мислиме само на мозок. Тоа е периферија, да. А периферните вртоглавици? Периферните вртоглавици најчесто се по потекло од увото, односно од центарот за рамнотежа кој што се наоѓа во внатрешното уво и се вика лабиринт. Тоа е посебен орган. Од тука потекнува и излегува и нервот за слушање и за рамнотежа, вестибулокохлеарниот нерв, и кога тие ќе бидат афектирани, вклучени во некоја состојба, тогаш се јавува периферна вртоглавица. Например, тоа е воспаление на увото, воспаление на вестибуларниот нерв, Мениеровата болест, како еден вид на бродска болест ја опишуваат пациентите, тоа се периферни вртоглавици. И најчесто тие изгледаат подраматично, побрутално, потешко за пациентите отколку централните. А дали спондилозата, односно проблемот со рбетот во вратниот дел може да создаде вртоглавици? Може. Тоа е периферна вртоглавица. Тоа е една можеби од најчестите причини за вртоглавица во денешниот период и со начинот на живење кој што го имаме денес. Во суштина, рбетникот представува дел од скелетниот систем. Тука имате коски, има мускули, има лигаменти, има врски. Сите тие содржат сензорни рецептори, тоа се многу ситни нервни клетки кои што ги примаат информациите за положба и движење во секој еден момент. И кога тие информации ќе дојдат, пак ќе кажам, како погрешни при некое нагло движење или конкретно ме прашувате за дегенеративни заболувања, кога зглобовите се воспалени, кога зглобовите се неподвижни, артрозни, мускулите напнати, тоа ќе се манифестира како вртоглавица. Така, значи пациенти со дискус хернија во вратниот дел исто така може да го почувствуваат? Може, да. Овој проблем еве најдов и со остеоартритис, ако не се лажам. Да. Зошто пак во овој случај? Пршлените? Остеоартритис значи воспаление. Не мора да биде секогаш инфективна етиологијата, има многу воспалени, автоимуни и ред други. Тоа подразбира исто така болен зглоб. Значи тој е отечен, воспален, тешко подвижен, така што механизмот е истиот преку тие проприорецептори, односно сигналот дека положбата во тој зглоб не е во ред, болна е, зглобот е болен. На вртоглавица често се жалат луѓето кои што долго време работат на компјутер. Таа положба на главата ја имаме и сите ние што користиме долго време мобилен телефон или разни уреди со екран. Потоа архитектите кои што цртат. На што се должи тоа?
Тоа се должи на принудната положба, неправилната положба која овие професија имаат. Стоматолози, архитекти, сликари ги спомнавте. Значи, тие се во искривена положба, нивниот трбетен столб е во неприродна положба, мускулите се напнати и тоа е причината зошто тие почесто добиваат вртоглавици. А кај луѓето кои што подолго време минуваат пред компјутер, исто така и визуелниот момент е битен. Например, вие нон-стоп гледате во екранот и некогаш, како кога сме на брод, например, треба да го фокусираме погледот на хоризонтот во една точка за да немаме вртоглавица. Истиот механизам е и кај луѓето кои што подолго време се пред екрани. А може ли лошиот избор на перница за спиење и лошо поставената позиција на вратот во текот на сонот да ни создаде ваков проблем, да се разбудиме со вртоглавица? Може. И тоа е доста често. Повторно зборуваме за променета положба на вратот. Знаете, тој е носач и вратот секогаш ја следи положбата на телото. Или, например, ако некој позади нас не викне, слушнеме звук или сакаме нешто да се свртиме, положбата се менува и тогаш може да се јави при нагло движење покрет да се јави вртоглавица. Ако имаме интензивен стрес? Па да, во суштина и тогаш вртоглавица може да се јави, нели нормално, ние секогаш копаме подлабоко и бараме да исклучиме посериозна причина, како би рекле дека вртоглавицата е од стрес. Стрес, напнатост, анксиозност, панични напади, многу често знаат да бидат пропратени со вртоглавица, тогаш многу често пациентите во така еден паничен атак, напад доаѓаат и се прилично исплашени. Кога ќе дојде пациент со вртоглавица кај вас, какви прегледи спроведувате? Дали секогаш треба да застане со затворени очи, со расширени раце и зошто тоа се прави доколку го применувате? Така. Па кога пациент ќе дојде во невролошка амбуланта, еве и се жали на вртоглавица, ние секогаш правиме најпрви невролошки преглед. Тој преглед е клинички, користиме одредени инструменти во нашите амбуланти и тој преглед ни дава многу битни, многу важни информации дали кај дотичниот пациент има страдање на нервниот систем, централен или периферен. Тој дел што вие го спомнавте, тестот со отворени и затворени очи во стоечка положба, тоа се вика Ромберг тест. Тој тест е редовен во невролошкиот преглед и тест кој што го мери нашиот баланс. Значи, ние од пациентите, да го објаснам конкретно, бараме да застанат во исправена положба, со споени нозе. Така, споени, рацете се расширени? Да, рацете се расширени и исправени пред вас, да. И во оваа положба пациентот стои 30 секунди. Со отворени очи, потоа ние го замолуваме да ги затвори очите и стои во таа положба уште 30 секунди. Зошто тоа го правиме? За да го исклучиме видот како внес на информација за тоа каде се наоѓаме, што е околу нас и така натака. Овој тест е позитивен доколку телото на пациентот или неговите екстремитети, деловите се нишаат, се мрдаат или пациентот падне. И тогаш викаме дека пациентот има проблем со рамнотежата, која што може да биде пореметена од најразлични причини. Ако се одржува во стабилна состојба, тогаш тестот е негативен и тој пациент нема проблем со балансот. Доколку има благи некакви отстапки, ако се заниша на една страна или друга, тоа е нормално? Нормални се благи отстапки за нишување, сега тоа е веќе искуство на екзаминаторот, општо проценката и од прегледот и анамнезата, меѓутоа одредени отстапки да се дозволени. Што потоа испитувате? Што се вклучува покрај овој тест? Добро, невролошкиот после преглед. овој невролошки преглед ние констатираме дали пациентот има потреба од дополнителни испитувања. Некои пациенти немаат, тука завршуваме, а тие кои што имаат ги препраќаме на соодветни испитувања. Например, ако кај пациентот сме констатирале дека има страдање на централен нервен систем, пример покрај вртоглавица, тој има променет говор, има отежнато голтање, има испад во моториката или слабост, тогаш го испраќаме најчесто на магнетна резонанца на мозок или на компјутерска томографија, зависно од условите и можностите. Што е подобро?
Магнетната резонанца е подобра, посовремена техника, поспецифична во секој случај. Подобро се гледа мекото ткиво, подобро се гледат мозочните структури. А што е со компјутерската томографија, доколку некој направи такво испитување, може да се даде добра проценка за проблемот или некогаш повторно се враќате на магнет? Толку добра проценка како магнетот не, меѓутоа во одредени медицински центри компјутерот е единствената можност и тоа исто така многу помошно дијагностичко средство. Компјутерската томографија денеска го има ексклузивитетот се уште за детектирање, дијагностицирање на крварење во мозокот. За се друго магнетот го има приматот. Меѓутоа е помошна дијагностичка алатка во секој случај. Правите ли ЕЕГ кај пациентите со вртоглавица? Кога ќе се стават тие како се нарекуваат електроди на главата и се исчитуваат како кардиограм, како електрокардиограм изгледа. Да, баш така. И тоа испитување кое што ја прикажува мозочната функција. Кај вртоглавицата нема толку, да речам, широка дијагностичка примена. Може, зависно од тоа во кој склоп зборуваме за вртоглавица, мислам за која болест. Например, ако се сомневаме на воспаление на мозок, тогаш да, правиме електроенцефалограм. Меѓутоа поретко. Доколку се сомневате дека пациентот има атеросклероза, да речеме, на крвните садови во мозокот, правите ли некакви лабораториски анализи за да се потврди колкави се вредностите на мастите во крвта, на липидите и слично? Да. Таа група на пациенти обично е повозрасна. Тие пациенти, кога зборуваме за атеросклероза, тие имаат повеќе ризик фактори, повеќе коморбидитети покрај возраста, која исто така е ризик фактор. Например, се дијабетичари, имаат покачен крвен притисок, имаат срцева слабост или срцеви аритми. Да, лабораториските анализи ќе ни укажат за можните причинители за атеросклероза. Например, бараме колку е гликемија, ако пациентот е дијабетичар, колку му е просечниот 3-месечен шекер, го испитуваме липидниот статус, бројот на тромбоцити, затоа што тоа се делови од крвта кои се во градбата на таа атеросклеротична плака. Доколку пациентите имаат вртоглавица, ги праќате ли на ехо можеби за да видите во каква состојба се крвните садови на вратот кои што носат крвта во мозокот? Да, многу често да, пак ќе кажам, зборуваме за малку повозрасна популација. Значи само нешто се повозрасни, доколку млад пациент дојде со вртоглавица, ќе му направите таков преглед или не? Зависно дали другите фактори зборуваат дека тој пациент има ризик од кардиоваскуларно или васкуларно мозочно страдање, да, меѓутоа почеста е нормално таа возрастна популација да ги праќаме, тоа е ехо-доплер на крвните садови во вратот кои го хранат мозокот со крв. Испитувањето не е скапо, испитувањето не е штетно, прилично добра, брза дијагностичка алатка е за детектирање на стеснување на крвните садови, да. Доктор, ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Почитувани како и обично, во вториот дел од емисијата ќе имате можност да се вклучите во програма, да го кажете својот проблем и да добиете стручно мислење, совет од докторот што е во студиот. Овој пат тоа ни е доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија во Аџибадем Систина. Доктор, ќе споменавте дека има најразлични причини за појава на вртоглавица. Успевате ли секогаш да утврдите што бил тригер факторот за овој проблем? Па, најчесто да, и секако дека треба максимално да се трудиме да дојдеме до правата дијагноза. Тоа им го должиме на нашите пациенти. Нормално, кога ја имате вистинската дијагноза и терапискиот пристап ќе биде поуспешен. Во суштина, најважно е кога ќе дојде пациент и ќе се пожали на вртоглавица, ние да разграничиме дали е таа централна или е периферна. Често пати тоа е многу можно само од клиничкиот преглед, тој што се случува врз основа на разговорот можете да утврдите. Да, може да утврдиме врз основа на разговорот и на прегледот. Например, вртоглавиците кои што се периферни, еве да кажеме од увото, тие често се јавуваат интермитентно во напади.
Значи во рок од еден ден вие ќе имате напади на вртоглавица и ќе имате периоди од денот каде што сте сосема нормални. Тие се јаки, брутални, многу им сметаат на пациентите. Тие ќе ви кажат не можам да одам како пијан, морам да се држам за нешто или за некого како би се одржал во исправена положба. Секогаш има нистагмус. Нистагмус се неволни движења на очните булбуси, ритмично тие се движат и тој нистагмус секогаш е во хоризонтална рамнина, значи во еден правец. И се разбира, кај периферните вртоглавици пациентите ќе ви кажат ме боли уво, ми зует ушите, не слушам на десно или на лево уво. Додека централните вртоглавици се поподносливи, значи тие не се така тешки, меѓутоа тука немате напади, кога ќе се јават и имаат тенденција да се одржуваат. Значи не поминуваат сами од себе, не се повлекуваат по известно време? Тие се подолготрајни, да. Кај нив нистагмус или тоа неволно движење со очните булбуси може, но и не мора да го има. Ако го има, може да биде во сите правци и пак ние на прегледот наоѓаме други пропратни знаци кои ни велат кај овој пациент има централна вртоглавица затоа што има и други знаци дека му страда централниот нервен систем. И за среќа, вртоглавицата најчесто е бенигна, односно е предизвикана од некои причини кои што се лечат, односно почести се тие периферни, ајде да ги кажеме, вртоглавици. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија во Аџибадем Систина, денеска зборуваме за проблемот со вртоглавиците, исклучително непријатна состојба која што пациентите велат дека е полоша дури и од болката и предизвикува силен страв. Во денешната емисија веќе разбравте дека може да има различна причина за вртоглавицата, која што не е болест, туку е симптом, може да потекнува од централниот нервен систем, но исто така и од периферни некои причини, тога се нарекува периферна вртоглавица. Сега, докторке, доколку потекнува од централниот нервен систем, постојат ли некакви лекови кои што би го решиле проблемот за секогаш? Зависи која е причината. И ние лекуваме причината. Например, ако се јави вртоглавица како симптом на мозочен удар, тоа е најчесто, ние викаме таа задна циркулација или базиларната артерија, тогаш го третираме мозочниот удар. Не го третираме симптомот на вртоглавица. Се случува некогаш вртоглавицата да е непријатна, индивидуално секој пациент различно ја поднесува, нели она што за мене е блага вртоглавица, за вас може да биде многу лошо чувство и тогаш ја лекуваме симптоматски. Даваме лекови со кои ја ублажуваме или во најдобар случај целосно ќе ја прекинеме. Има ли пациенти кои што се соочуваат со силни повраќања? При тоа треба ли да се спречи нагонот за повраќање, може би да се земат електролити за да не дехидрира? Да, апсолутно. Прво, пациентот ако повраќа, што може да се случи кај голем дел од болестите кои што одат со вртоглавица, ако повраќа, тој не може да прима терапија преку уста, нели ќе ги поврати лековите. Па мора тогаш во најблиската амбуланта каде што може да се даде парентерална или венска терапија да добие лекови за спречување на повраќањето и нормално, ако повраќа упорно, долго, не внесува вода и храна и ако се работи за помлад пациент или дете, можноста за дехидрирање е голема и секако тука треба да се реагира побрзо и посериозно. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во програма. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Имам едно прашање кое многу ме интересира. На 10 годишна возраст ми е повредена тешко главата. Имам главнатина горе на черепот, меѓутоа не знаев да каква повреда се работи. 97 година бев претепана од криминалци и шутирана во главата. Добив хематом, меѓутоа успеав на време да го разбием, ама со компјутерската томографија ми установија стара повреда на главата. Кога сум била 10 годишна, ми дадоа диагноза атрофија на ципата на мозокот. И после тоа, уште 3 години подоцна, па сама си ја повредив главата, значи на 3 пати ми е тешко повредена главата. И од тогаш навака пијам депакине хроно од 300 или 350 милиграма. Меѓутоа,
увото, уште од девојче ми зуи десното уво, може би е последица од таа повреда како дете. И со секој ден се повеќе ми зуи, а ми се јавуват веќе и се почести вртоглавици. Каде да се обратам? Пробав, правев и тестови на вратните жили, во рецепт. Само имам и јаки вртоглавици, и не знам каква е состојбата со типата на мозокот. Така, ви благодарам за вклучувањето. Предпоставам дилемата на пациентката е дали овие повреди се поврзани со вртоглавиците и со зуењето во ушите кое што го чувствува. Ако добро ја разбрав, првата повреда на глава е била пред 10 години. Ја, колку што разбрав, во детска возраст била, на 10 години, но може би не се добро, разбравме и да е, например, еве, нека биде и така. Веројатно не се работи за некоја сериозна повреда, кога пациентката нели комуницира со нас, предпоставувам, живее нормално, еве, оди по лекари и така натаму. Значи, не се работи за некоја сериозна повреда. Зависно од тоа каде била повредата, она спомна дека е повредена ципата, тоа е обвивката на мозокот, зависи од тоа, од местото, анатомијата, каде е повредата, дали можеме да ја споиме клинички со вртоглавицата. Кажа дека има зуење на увото уште од тогаш, од повредата, најверојатно тоа е поврзано со повредата. Она направила други испитувања кои што исклучуваат, предпоставувам, сериозна причина. Овдека треба да се лекува симптоматски и вртоглавицата и зуењето со ист лек или со комбинација на лекови. Сега зуењето на увото малку е тешко за лекување, често немаме доволен успех, меѓутоа па и не е некој симптом што многу смета и обично пациентите го толерираат. Најтешко им е ноќе кога ќе легнат ќе спијат, се е апсолутна тишина, па тогаш доминира и тогаш ги нервира. Даваме некогаш и седативи за смирување, зависно од тоа колку смета, за колка возраст на пациентот се работи. Во овој случај направени се испитувања, кажа гледачката, повеќе, нема простор за паника, овдека би третирале симптоматски. Што е со пациентите кои што имаат вртоглавица како резултат на некоја промена на вратот? Што советувате таму? Дали масажата на вратот може да помогне? Најпрвин тука зависно од тоа колку се изразени тие дегенеративни промени, најчесто дегенерација значи старење на тој коскино мускулен дел со текот на годините старе, или ако имаат повреда при сообраќајни незгоди, падови, ќе се фацилитира, ќе се забрза периодот на старење. Тогаш најдобро е после сите снимања, ако се исклучи потреба од оперативен хируршки третман, пациентите да си побараат традиционална физикална терапија. Масажата во некои делови е индицирана, во некои е контраиндицирана, зависно, меѓутоа тоа е најдобар начин за да се одржи анатомската стабилност на тој дел од системот. Значи физикална терапија, редовни вежби, одржување на системот за рамнотежа и вратниот дел како негов дел во постојан тонус, да кажам. Исто така прочитав дека доколку се работи за некаков проблем со вртоглавица кој што потекнува од централниот нервен систем, се прават некои вежби со промена на положбата на телото при лежење. Да. Кому се советуваат и зошто се прават тие? Тоа се тестови не се кај централна, туку кај периферна вртоглавица. Ги прават обично ушните лекари или лекари од општа пракса. Тоа се позициони тестови со кои што ние и диагностицираме и го третираме вертигото, периферното вертиго. Суштината е, пациентот се поставува во одредена положба, седечка, па се легнува, главата се врти за 30 степени во лево, па во десно. Ние како лекари пратиме дали има нистагмус, пациентот го прашуваме дали чувствува вртоглавица. Тоа е за да се наместат кристалите во внатрешното уво, така да се изразам, како би се спречила вртоглавицата. Тоа е маневар, тест, лесен и често многу корисен. Така, значи се работи за периферна вртоглавица во овој случај. Колку често се случува пациенти да дојдат со еден куп документација направена, еден куп испитувања за вртоглавицата и при тоа да не биде најдено решението и тие на своја рака да почнат да земаат некои препарати на природна база за ширење на крвните садови, како што да речеме гинко и слично. И помагаат ли тие? Се случува често. Оваа проблематика малку е општа, широка и често пати е потребно да се направи
поширока диагностика како би се дошло до правата диагноза, така да има многу, а од друга страна симптомот е непријатен и ги тера пациентите да бараат помош. И за нас е тоа во некој случај олеснително, кога ќе ви дојде во амбуланта со целокупната документација, па вие само треба да поставите диагноза и да го третирате. Гинко препаратите се билен хербален препарат, достапен, значи без рецепт, пациентите може да си го купат и сами. И освен тоа што се користи, мислам најчестата примена му е нели за да се подобрат мнестичките потешкоти кај пациенти кои што се заборавни, дементни, пациентите го користат и како лек против вртоглавица, доколку често успева, има ефекти, доколку успе, тоа е добро бидејќи не е хемија, не е... Така. Имаме уште еден гледач. Природен лек. Така. Имаме уште еден гледач што ќе добие можност да се вклучи во денешната Телма амбуланта со прашање. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Имам едно прашање за докторката, ако може да ми објасни. Така, ве слушаме, повелете. Значи, вака, јас имам вратна спондилоза и мислам со години си ја носам. Сега не можам да легнам на грб, ако легнам на грб имам вртоглавици, морам на страна да лежам или на стомак. Тука што ви ми препорачала. Така. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Каква препорака вие сега како невролог би дале во овој случај? Еве пациентката добро го објасна својот проблем, значи таа страда од вратна спондилоза и положбата на вратот ја предизвикува вртоглавицата. Значи ако лежи на грб, таа има вртоглавица. Спиењето во бочна положба на бок овдека е олеснителна околност, мислам тогаш нема, така да се советува например да спие така. А ако вратната спондилоза и предизвикува и други симптоми, например болка во вратот, ограничени движења, чувство на напнатост, таа треба да применува физикална терапија како најделотворен лек. А што им советувате на пациентите кои што имаат мигрена, силни мигренозни болки, проследени со вртоглавица? Вртоглавицата кај мигрената е чест симптом, често пати се јавува и во тие продормални знаци, тоа значи симптоми кои што ќе наговестат дека ќе се случи мигрена. Често пати ја има и после мигренозната главоболка, бидејќи тоа е силна болка. Во суштина тогаш болката е она што доминира, што е несносно и пациентите тогаш бараат лек за болката. Вртоглавицата не е толку изразена и не е симптом во преден план. Кај мигрената болката е таа што ја третираме нормално. Ако многу им се врти, ако нели го пишува тоа ротационо чувство нестабилност, ги даваме истите лекови, хистамински препарати, гинко препарати, зависно од тежината. Така. Се прават ли некакви посебни испитувања кога е во прашање мигрена и вртоглавица? Вртоглавицата многу честа е кај базиларната мигрена. Тоа е еден ентитет кој што често пати пред да се јави главоболка. Значи имате вртоглавица, имате симптоми кои што многу личат на мозочен удар од таа задна циркулација која што ја споменавме претходно, значи акутно се јавува таа вртоглавица. И често, особено во првите напади, кога не сме сигурни дека таа пациентка или пациент има базиларна мигрена, ние го сваќаме посериозно и снимаме, правиме најчесто магнетна резонанца за да исклучиме васкуларно страдање, удар, па после тоа, обично после 15 минути од појавата на вртоглавица се јавува таа фамозна јака мигренозна главоболка и тогаш е веќе појасно за што се работи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден, среќен ден. Ви благодарам исто и вам. Повелете кој е вашето прашање. Јас сум на возраст на 69 години. Пред 6 години бев во Канада, Торонто, кај сестра ми. Бидејќи не можев да ја поднесам климата, со стресови сум и почина брат, мајка и татко. Отидов таму и таму проблеми исто како ваму. Не можев и се вратив. Кога се вратив, јас добив толку јаки вртоглавици и бучење во ушите. Нема кај што не отидов, нема што не пробав. Мене ми рекоа спондилоза на вратната кичма и на вратот. И на компјутер бев, и на пае бев, ама нема лекар кај што не отидов.
пием лекарства, јас немам никаква помош. А толку ми смета бучењето, толку ми го качува притисокот, не можам... Така, сигурно исклучително непријатно да се живее со хронична вртоглавица, проследена со бучење во ушите, значи дијагнозата ви е спондилоза. Ви благодарам што го споделивте вашиот проблем во денешната Телма амбуланта. Што можете да советувате во ваков случај? Кај што нема резултат, очигледно, симптоматската терапија? Нема резултати, тука се повеќе фактори испреплетени за веројатно за појава на вртоглавица. Пациентката кажа дека патувала, значи зборуваме за промена во атмосферските притисоци, така промена во климата, така и започнавме на самиот старт на емисијата, стресови кои што и се случиле со губиток на членови од семејството и она добива вртоглавица. Од друга страна, вика направив се, нема што не направив, се е во ред. Може би оваа вртоглавица треба да се третира веќе во склоп на некоја анксиозност, депресивно зависи, што доминира моментално какво расположение кај пациентката. Значи би било добра една консултација со стручно лице од област на психијатрија? Да. Така. Еве кога некој ќе се соочи со вртоглавица, каде да се обрати? Кај матичен лекар, невролог, оториноларинголог, психијатар? Каде? Најчесто вртоглавицата, рековме, е бенигна, безазлена и не е сериозен симптом. Во суштина, некогаш нема потреба пациентите да се обретат и никаде. Тоа ќе мине спонтано. Доволно е да се обретат и кај своите матични лекари. Нема потреба веднаш да се дига паника и да се бараат специјалисти или субспецијалисти. Зависно од тоа кои се пропратните симптоми, таков лекар ќе се бара. Пример, ако имате вртоглавица и треска, температура, ќе се обратите кај инфектолог. Ако имате силна главоболка, променет говор, ќе се обратите кај невролог. Доколку со вртоглавицата имате повраќање, гадење, болка во уво, зуење, намален слух, ќе се обратите кај оториноларинголог. Така, значи зависно... Во суштина и другите симптоми што пациентот ги има, многу зависат каде ќе оди, каде да побара помош. Ако е само вртоглавицата, чувството на движење, тогаш и треба малку трпеливост. Што говори вашето искуство? Кај колкав дел од пациентите спонтано се решава проблемот, многу брзо, се повторували? Зависно од етиологијата, од причината зошто се јавила вртоглавицата, во суштина секогаш е најдобро колку што може повеќе да се приближите до правата дијагноза за вертигото, за вртоглавицата и да го третирате тој проблем. Како се најде причината, тогаш има решение. Тука секогаш има успех. Например, ако се работи, не знам, еве за воспаление на вестибуларниот нерв, тогаш го лечите, тоа е во склоп на воспаление на увото, синусите или грлото. Тогаш го лечите тоа воспаление и знаците на вертиго ќе исчезнат и спонтано, обично за 2-3 недели. Ако се пролонгираат, даваме симптоматска терапија. Во суштина, најдобро е да го лечите основниот проблем, а не симптомот. И тука секогаш има успех. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни дадовте појаснување за овој релативно чест проблем, бидејќи речиси секој од нас. Еден од најчестите, да. Барем еднаш во животот се соочил со несвестица или пак со вртоглавица, која што создава исклучително голема непријатност. Ви благодарам на поканата и се надевам дека бевме корисни за гледачите. Секако. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Еве денеска заедно научивме нешто ново за вртоглавиците. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:45, односно 12 часот и 50 минути. До гледање.